Почитувани гледачи, добра вечер. Јас сум Сеад Резвановиќ, а вие сте со емисијата Трета порта, која и оваа недела за вас ќе пребарува на интернет за актуелните случувања. Темата оваа недела е речиси неизбежна, постигнатиот договор за комисијата за 24 декември, предлогот на премиерот Груевски за одржување на предвремени парламентарни избори и различните толкувања на двете најголеми партии за заклучоците на комисијата. Колумните и коментарите прочитани за вас ќе ги дебатираме со аналитичарот Тони Науновски, кој е тука вечерва во студиото. Науновски, добра вечер. Вие сте аналитичар и колумнист. Вечерва ќе имате шанса да ги правите и двете работи. Благодарам на можноста и задоволство ми е што присуствувам оваа вечер во вашата емисија. Науновски, продолжуваме, веднаш одиме на колумните. Почнуваме со првата колумна, која е, може да се каже, и најнова, објавена во дневниот весник Дневник и колумна на пратеникот на ВМРО ДПМН и центарот и директорот на Центарот за комуникации Илија Димовски. Во оваа колумна, која е насновена под наслов Детска градинка, Димовски се осврнува на заклучоците и на произлезените ставови од заклучоците на комисијата. Димовски тука вели: би сакал и оваа колумна да искористам како можност да го соопштам мојот став, дека правните квалификации од извештајот на комисијата, кои иако не содржат одредба за прекршување на Уставот, ја немаат мојата лична поддршка и согласност. Мојот подпис на тој документ е единствено за да се запази и зачува европската траекторија на Република Македонија. Сепак, извештајот на Европската комисија за напредокот на државата е многу позначен од извештајот на било која комисија, па и на оваа во која јас земав учество. Се надевам дека големината што ја покажа ВМРО ДПМН ќе е добра поука за сите партии како треба да се постапува кога во прашање интересот на сите граѓани, да се става државните интереси пред партиските и личните позиции доблест. Тоа го направи партијата на која јас припаѓам. И сега одиме веднаш на одговорот на Каролина Ристова Астерот, професорката и член на СДСМ, која одговори на својот Facebook профил. Таа вели вака: Ристова Астерот се осврнува на изјавата на Илија Димовски дека договорот подпишан за 24 декември, дека правните квалификации во договорот имаат исто значење за ВМРО ДПМН како и паломата во седиштето на СДСМ. Тука Каролина Ристова Астерот се осврнува на веројатно на таа изјава на Илија Димовски и вели вака: според мене ич не е работата до тоа дали Илија го завршил Палома факултетот. Јас ви тврдам и да го има завршено, ма и магистарски докторат да има, повторно ќе зборува и ќе се однесува вака како што се однесува и зборува во политиката. Во крајна линија и во суштина не е до знаењето, туку до убедувањата, политичката култура, идеологијата и надсед нелегалните и нелегитимни интереси. Во нив нема многу за демократија и политички плурализам, ниту за владење на правото, ниту за права и слободи на индивидуите. Тоа не е дел од нивниот политички проект за Македонија. Значи, да, вашиот избор на сосема спротставени призми на интерпретација на овој клучен деновиве и овие изминативе практично месеци настан, а тоа е донесувањето на извештајот за така наречениот црн понеделник, со право наречен, затоа што тој ден беше еден од најлошите мигови во современа Република Македонија, бидејќи постоеше можност да дојде внатре македонски судир, помеѓу заради, условно кажано, некои вообичаени демократски процедури, како што е носење на буџет на една држава. Значи, тој понеделник беше многу лош ден за Република Македонија и последиците ги чувствуваме до денес и ќе ги чувствуваме уште долго време во негативна смисла, за жал. Меѓутоа, ова сега што се случува со коментарот на почитуваниот Илија Димовски и на професорката Астерот, само покажува дека анимозитетот помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е се уште многу голем и поприма, за жал, се повеќе негативни димензии и значења, кои што ќе имаат тешки последици за Република Македонија, затоа што видите сите оваа драма, јас би ја нарекол дури и фарса околу донесувањето, изгласувањето на ваков извештај, се разбира дека е веќе сосема позната во оние центри во Европската унија кои што будно ја следат Македонија и случувањето околу извештајот.
Значи сосема е јасно дека интерпретацијата и начинот на кој што е потпишан овој извештај, тие тоа го знаат. Значи тие знаат дека ВМРО-ДПМН го ставија подписот наменски, односно само за да добијат формална препорака за продолжување за останување на препораката за пристапниот диалог кон ЕУ на Република Македонија. Меѓутоа, многу е несериозно да се очекува од било кој во Република Македонија дека Европската унија не знае дека сето ова е наменски направено и дека длабинските причини и проблеми кои што произлегува од тој црн понеделник не се разрешени на оној начин за кој што јас се надевав дека сепак ќе се случи, иако го знам одамна. Јас знам одамна нетрпеливоста помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ за многу битни прашања за Република Македонија, па така и за тој црн понеделник. Значи хронологијата дека Европската унија ќе ја побара суштината, не формата? Па се разбира, инаку доколку е формата е веќе исполнета, извештајот е подпишан консензуално, условно кажано консензуално, и тој формално има некаков легитимитет. Меѓутоа, видете сега, самата интерпретација, ЛДП на пример веќе уште синоќа излезе со соопштение во кој што прогласува, односно вели дека буџетот за оваа година е донесен на нелегален начин. Затоа што ако има правни импликации овој извештај, во известна смисла, тоа значи дека буџетот и сите закони кои што се донесени од 24 декември минатата година до ден денес се нелегални и нелегитимни. Да. Според таа радикална интерпретација, значи сега ние практично, како да ја кажам, од 24 до денес живееме во нелегален законски систем, што е, ми се чини сосема невозможно и неприфатливо. Од друга страна, ова што колегата Димовски го вели, колегата колумнистот од Дневник Илија Димовски го вели, ја покажува, како да кажам, слабоста на ВМРО-ДПМН. Ако тие навистина сметаат дека ваквиот извештај не ја одразува, условно кажано, вистинската ситуација, односно реалноста од 24 декември, тогаш почнам зашто воопшто и го подпишале. Да. Јас според мене требаше ВМРО-ДПМН да ја прекине оваа фарса веднаш, да го распушти парламентот заедно со ДПА и со другите неколку пратенички групи кои што имаат по неколку пратеници, значи 62 се потребни за да се распушти парламентот, да организира легитимни демократски предвремени избори во октомври, односно ноември, како што впрочем им беше понудено и за жал тоа не беше прифатено од СДСМ, меѓутоа мислам дека и наспроти неприфаќањето на СДСМ, ВМРО-ДПМН требаше тоа да го стори, да имаме предвремени демократски се разбира со исполнувањето на препораките од ОДИХР, почистување на избирачкиот список кој што требаше и мора да се направи во кус период. Требаше да има избори на кои што повторно ќе се поставеа како избор пред гласачите круцијалните прашања на кои што тие ќе го дадеа својот одговор, ставајќи гласачкото листа личиња во избирачките кутии. Нуновски, се враќаме на со разговорот. Мене ми е баш било што имате вака опширно обраќање, вие како редовен писател на колумни, ова ќе ви дојде како една ТВ колумна, значи со вашите проширени ставови, баш ќе биде добро. Значи ќе продолжиме, одиме на следните извадоци. Значи вие самите го начнавте прашањето за предвремените избори, затоа се префрлуваме на тој терен. Значи одиме со аналитичарот Сашо Кликовски, кој и неговата колумна објавена на порталот Курир, насловена вели СДСМ бараше предвремени избори, Груевски бара исполнување на договорот. Во својот став Кликовски го изразува вака. Вели: едно од спорните прашања на договорот од 1 март меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ беше дали ќе се разговара за предвремени избори. Предвремените избори беа точка која опозицијата ја бараше како можен излез од политичкиот дел од кризата што тогаш настана со 24 декември. Така да, мислам дека двете работи на некој начин потекнуваат од мартовскиот договор. Дека комисијата ќе ја заврши својата работа, вклучувајќи и носење на извештај со мнозинство од 3-2 и дека на некој начин ќе се разговара за предвремени парламентарни избори. Мислам дека и двете работи се повторно на маса, вели Кликовски. Тука сега ќе прочитаме и еден спротивен став. Тој е професорот Мирсал Билјали во неговата исто така редовна неделна колумна. Професорот Билјали очигледно не се согласува дека се потребни предвремени избори во моментот и своите аргументи ги образложува вака. Вели се бараат предвремени избори, поради која причина и логика.
па тие си имаат потребно мнозинство. Изгледа тој изборите ги претворил во национален спор за спас на своето катастрофално владење. Изборите станаа катализатор за заборавање на претходните ветувања. Па каде се 800 милиарди евра инвестиции на Груевски? Каде се резултатите од шетањето по земјите кои во географска карта не знаат кај се наоѓа Македонија? Тој најпрвин треба да даде одговори на повеќе горчливи прашања. Имено, зошто државата е последна во регионот по сите витални дејности, по инвестициите, стоиме дури и зад Косово. По економскиот развој сме последни во Европа. По сиромаштија сме меѓу првите во светот. По слобода на медиумите сме на дното на листата, ама по организираниот криминал сме на врвот на листата. По задолжување сме жива пирамида и сигурно се движиме кон жив песок. Тоа се аргументите на професор Билјан. Ова што Билали го спомнува тука е сосема неточно и не се согласувам воопшто со ништо со ова што е тука наведено како не знам некое аподиктично тврдење. Значи зборуваме целокупната за аргументите за предвремени избори. Јасно, да, ве разбира, значи целокупната геополитичка позиција на Република Македонија е специфична и воопшто не е точно дека денес во 2013 година ситуацијата е многу полоша во многу според многу параметри, во многу димензии од реалноста, отколку што тоа беше, например, во 2005 или 2004, да не зборуваме за војната 2001 и така натаму. Значи, никој не е, како да ви кажам, ова што предвремени избори се потребни на македонските граѓани. Зошто сега е прашањето? Зошто сега предвремени избори? Тоа затоа се што аргументите. сега ќе ви кажам, затоа што во Република Македонија веќе долго време, а особено од 2011 до денес, се воспоставуваат некакви принципи на функционирање на политичкиот дискурс кои што воопшто никаде во светот не се ги нема. Едноставно не се познати дури и во теоретска смисла. Например, мене воопшто не ми е јасно зошто постои се уште во јавноста постои некаква мистификација или обид да се наметне таа тема дека во владата треба да биде она што се нарекува доминантна партија кај македонскиот народ и победниците условно кажано од партиите од албанското малцинство. Такво нешто нема. Значи ние не сме федерална држава, ние сме унитарна држава во која што се знае како се прави влада. Влада се прави со 62 пратеника. Факт е дека од 2011 година до денес ВМРО-ДПМН има 56 пратеника заедно со своите коалициони партнери и тоа за жал во демократска смисла дуи многу вешто и да не кажам подло го искористи со секојдневни според мене, според оние назнаки кои што можам да ги видам како перцепција во политичкиот дискурс, го користи за уцена на ВМРО-ДПМН уште повеќе што тие веројатно според некои показатели како во Куманови и така натаму се уште има договори и преговори со СДСМ, а таа идеја за предвремени за формирање на техничка влада, односно за правење на ново мнозинство без ВМРО-ДПМН е се уште актуелна и некои политичари токму тоа и денови и го истакнуваат. Помеѓу останатото. Значи ВМРО-ДПМН е само момент. Дегресија мала. Имаше ВМРО-ДПМН мнозинство во 2008. Да, имаше 2008, за жал ја направи најголемата историска грешка, направи наместо да продолжеше да прави влада со ДПА, таа направи влада со ДУИ. Тоа ги чинеше многу и не чинеше нас и како држава и во економска смисла, и во политичка, и во секаква смисла. Зашто со амнестијата за хачки случаи и со многу други со незаконското напредување на некои валони и така натаму, апсолутно се направија преседани во македонската светска историја и во светската историја, пошто нас како македонска нација, македонски граѓани и конечно онаа клучна категорија македонски народ, апсолутно уништува самодовербата и ни ја уништува, како да кажам, волјата и енергијата да направиме подобра демократска и современа држава. Но Новски, зошто мислите во економска, мислите на вработувањето? Да, апсолутно, видете, има податоци различни, за жал не се унифицирани и не се конечни, што има податоци дека има така наречени рамковни вработувања на луѓе кои што седат дома, земаат по 500 евра месечна плата, а не одат на работа. Во која држава го има тоа? Во Европа го има тоа? Нема. Значи многу пари се потрошени од државниот буџет за така наречени рамковни вработувања кои што немаат никаква потреба во институциите на системот и конечно нема никакви високи критериуми кои што мора да важат за државната и јавна администрација. Значи тоа се сосема други теми, но јас би забележал дека ова што Билари го кажува е, како да ја кажам, на многу ниско ниво на комуникација и самата терминологија е несоодветна и апсолутно она што е тука наведено е според
според мене тие констатации негови воопшто не се точни. Само вака едно подпрашање, бидејќи зборувате за победникот на изборите и цело време се обраќате на ВМРО ДПМН, дали истиот став го имате доколку на изборите победи СДСМ? Апсолутно да, затоа што видите, СДСМ Република треба... Македонија мора да ги следи принципите и методите на формирање на влада и на водење на политика во, да речеме, современите демократски држави во Европа. Се додека Република Македонија воспоставува некакви практики кои што се уникатни во овој свет, значи во демократскиот свет, каде што ги нема, ние секогаш ќе бидеме нестабилна држава. Значи, клучниот центар за дестабилизација на целокупниот систем во Република Македонија од економски до политички, тоа е октририраниот устав од 2001 година, односно Охридскиот рамковен договор. Се додека таму не се концентрира целокупното внимание на македонските граѓани како лоциран, идентификуван реален факт кој што генерира постојани дестабилизации и несигурност, аномија, например, невладење на правото. Ние не сме правна држава затоа што законите не важат подеднакво. Како може министер да незаконски да унапредува некој некој офицер кога тоа го прави началникот на Генералштаб? И вие немате реакции ниту од Билали, ниту од Клековски, ниту од другите, туку имате реакции за некакви сосема неточни тврдења, како например надворешниот дог на Република Македонија или процесот на заложување кој што е перманентен од 91 до 90. Наудовски, продолжуваме со вас, значи одиме понатаму со нашите колумнисти, значи одиме сега со исто така продолжуваме со предвремените избори. Тука имаме еден интересен став на професорката Мирјана Најчевска, која исто така е перцепирана во јавноста како редовен критичар на општествените случувања. Професорката Најчевска има направено една ранг листа според која таа, како што вели аргументирано, кажува зошто на Македонија не поточно да се поправам, зошто опозицијата не треба да го прифати предлогот за превремени избори. Па вели вака, зошто според неа сака ВМРО ДПМН да одржи предвремени избори, вели вака. Ке се направи нова прераспределба на сферите на влијание со партнерот во власта ДОИ и ке се зајакнат разнешаните односи. Се надевам не. Баш токму тоа мислам дека треба да го направи, односно обратното, треба се извинувам што прекинувам, меѓутоа многу е битен моментот. Значи токму тоа е мислам клучната причина зашто ВМРО ДПМН треба да распише нови избори. Да добие над 62 пратеника и да формира влада во која што конечно ќе ги избегне постојаните политички уцени од ДУИ кои што ја донесува Република Македонија до распад на самиот систем. Значи бројните аномии, флагрантни непочитувања на судот, на законите и така натаму, значи е сосема доволна причина. Пак ќе ве прашам вака, да? Ако не го направиле тоа во 2008-та, зошто мислите дека би имале мотив да го направат сега? Затоа што видите, од 2008 до 2011 немаше амнестија за хачки случаи, немаше вакви, како да ви кажам, отворени понижувања на смислот и на значењето на македонската држава и народ, како што тоа се случи од 2011, токму заради тоа што заради фактот дека ВМРО ДПМН имаш 56 пратеника. Ако би имало 62 пратеника, тогаш владата нема да им зависи од ДУИ. И разбирате поентата. Да. Значи за жал, таков е системот, односно таква е актуелната политичка состојба во кој што бројките во парламентот значат се. Од тие причини јас веќе 5-6 години, практично 3 години апелирам, постојано пишувам дека ВМРО ДПМН треба да направи нови избори и со нова програма во која што ќе наведе редица битни работи што треба да ги направи за државата, треба да распише нови избори, да добие 60 на пратеници, да не зависи од волјата и уцените, политичките уцени се разбира, се зборуваме за политика, на ДУИ и со нова енергија да ги започне оние реформи кои што не може да ги реализира токму затоа што целото внимание и политичко и јавно и граѓанско е концентрирано кон сосема некои маргинални, условно кажано, сосема небитни за структурното подобрување на перформансите на државата. Добро, јас знам дека ова го тангира вашиот специфичен политички став и вашата денешна колумна, но еве да продолжиме со уште некој аргумент на професорката Најчевска и ќе се вратиме. Најчевска вели вака во другата аргументација, вели зошто не треба предвремени избори, ќе се одложи прашањето за промена на името на државата. Каква промена на име? Ама видете, Република Македонија нема никој да смени своето име. И ова се ги смиете, само да ви го кажам, бидејќи е многу важно. Дека ве провоцира став, да. Една работа треба да им биде јасно според мене. Значи мое мислење е дека Република Македонија
нема никогаш да стане полноправна членка на Европската унија и на НАТО. И дека тоа треба да им стане јасно на сите, на секој граѓанин на Република Македонија. Нема да стане, значи, кажат? нема да стане, да. Знаете зошто? Освен во два случаи кои што да бидам искрен не верувам дека ќе се случат, а тоа е интерно да ги сменат процедурите за прием на нови држави, каде што ќе се избегне можноста за вето од Грција. Исто важи и за НАТО, или пак доколку Грција го прифати, ја прифати онаа крајна црвена линија на Република Македонија во однос на преговорите да разговорите за разликите околу името, а тоа е Република Македонија за сите, ерго Република Македонија ерго омнес, освен за нив, со кој што ќе можеме да се договориме за взаемно прифатливо решение, тоа е обично позната под она двојна формула. Со оглед на фактот дека веќе 20 и повеќе години сите политички елити и доминантниот политички дискурс во Република Грција кажува дека тие нема да отстапат од нивните тврди црвени линии, кои што се апсолутно неприфатливи за секој македонец во оваа држава, јас одговорно ви тврдам, според моето мислење и моите сознанија, дека Република Македонија нема никогаш да го смени името, односно да постигне компромис, што значи дека ние нема да бидеме членка на ЕУ и на НАТО. Една за секогаш тоа треба јасно и гласно да се каже на сите, и на ЕУ, и на НАТО, и на Грција, па дури и на овој Али Ахмети. И повеќе да не го истоштуваме македонскиот национален дух и нашата енергија, туку да се посветиме на пронаоѓање на алтернативни економски основи, соработки и така натаму, сосема свесни дека ние како Република Македонија нема да станеме полноправна членка на ЕУ и на НАТО. На кого му се допаѓа тоа, нека го прифати како онтолошки факт и нека живее и нека придонесе за оваа држава во својот колку што може и во својот домен. Доколку не, тогаш слободно човеково право е секој да се живее каде сака, односно ако некој сака да живее во држава во членка на Европска унија, тогаш нека оди и нека живее. Ние како македонци не смееме, бидејќи тоа би било самоубиство. Ние како македонци не смееме да го и нема да го смениме нашето вековно историско име Република Македонија, односно Македонија и македонски народ. А токму тоа е целта на грците, промена на идентитетот, историјата и историскиот континуитет кој што македонскиот народ. Која е алтернативата за Република Македонија? Алтернативата е живееме 20 години, па ние 20 повеќе години не сме членка на ЕУ и на НАТО. Се разбира и мислите дека не е добро? Не е добро, се разбира дека ние економски страдаме. Тоа е точно, тоа е факт, она што го истакнуваат како голем проблем. Факт е дека ако бидеме членка на ЕУ и на НАТО, еве да речеме во ЕУ, посебно за економијата, факт е дека ќе имаме поголеми инвестиции, ќе имаме фондовите од ЕУ ќе не бидат достапни и тоа и така натаму. Значи, апсолутно е факт дека ние економски страдаме многу заради тоа што не сме членка на ЕУ. Меѓутоа, која е цената која што ние како македонски народ, која е цената која што нашите дедоци ја платиле, умирајќи за оваа држава, ние сега да го поништиме нивното историско дело и нивното и заради што? Заради повеќе 50 евра секој месец секој од нас? Не. Цената е превисока. Дека ние страдаме и дека ние за жал, се разбира, секој нормален човек и секој политичар во оваа држава сака да бидеме членка на ЕУ, затоа што таму е извор на финансии, инвестиции така натаму. Тоа е сосема јасно. Меѓутоа цената која ја бараат од нас е превисока. Се додека ја бараат таа цена, ќе ја бараат поради Република Грција, тоа го кажам. Ние за жал едноставно таа цена не можеме и да сакаме, не можеме. Како можеме моите прадедоци кои што гинале за оваа држава, или јас во 2001 сум гинал, односно бев на фронт, сега да кажам дека едноставно јас не сум повеќе од денес македонец, туку горна македонец. Такво нешто нема да се случи. Ноновски, се извинувам, се враќаме. Алтернативите ќе ги има. Значи алтернативите се тука. Ево, Јужен тек е тука, подобра соработка со Република Бугарија, со Република Србија, значи отварањето на рускиот пазар за нас и така натаму. Факт е дека е незаменлива квантитетот и квалитетот на економски бенефиции се незаменливи. ЕУ со барем сега за сега, нели? ЕУ со некои други како да кажам држави и соработки, меѓутоа немаме ние друг излез, бидејќи името не можеме да го смениме. А тоа е прв и последен услов за наша интеграција во Европската унија и НАТО. Ќе продолжиме, значи при крајот сме, имаме уште некој интересен став, значи ќе прочитаме став на професорката Билјана Ванковска, објавен на Facebook, професорката која е позната по своите исто така редовни ставови за општествените случувања, таа тука се осрнува на говорот на премиерот Груевски, па вели вака: со ваков патетичен став, уште и жртви сакаат да бидат и симпатии да освојат. Демек еве им попуштиле на оние кои инаку насила ги истераа. Не дека овие од опозицијата беа ангели, не дека него посекуваа скандалот од 24-ти, иако не верувам дека целосно го предвидува сценарието на власта.
Но ВМРО ДПМН ќе беше голема и патриотска партија ако по овој црн понеделник почнеше од себе и собствените редови. Сега веќе се е доцна. И опозицијата добива пирова политичка победа, а Македонија губи и со извештај и без него, и со избори и без нив. Се додека нема политичари, партии со два прста образ, со храброст да се признае грешката, инцидент презема правна и политичка одговорност, се е попусто. Тука има и, да видиме, има и некои интересни коментари. Значи, под незиниот став, од незините читатели, па еве некој вели вака. Опозицијата е провокатор. Прво боцне, па плаче. Ке преземе ли таа политичка одговорност што хистерично вриштеше, трубеше, фрлаше, кршеше и узурпираше како да сме пред новата ера? И би прочитал уште еден коментар, вели вака. Потекот на Груевски во овој момент е многу лош, ќе се согласиме и ќе подпишаме било каков извештај, ама ние тоа не го признаваме. Ако не, ќе имаме избори. Каква е поврзаноста или оправданоста на настаните од 24-ти со новите избори, од кои следната година не чекаат председателски избори? Науновски? Не, видите, добро е тука спомнато дека грешката е направена на 24-ти, огромна грешка, меѓутоа грешката е направена од двете, според мене, политички елити, кај ВМРО ДПМН и СДСМ во насока на наместо тие да одеа на смирување на страстите, анимозитетите и да се обидеа да најдат начин во кој што навистина ќе се договореа консензуално, со добра волја, за една единствена унифицирана интерпретација за 24-ти со препораки како тоа с краја да е никогаш повеќе да не се случи. Што е вашиот став за тоа можеше да се случи, да. Што е вашиот став за подпишуваме, ама не признаваме? Не, па кажам дека тоа е многу нелогично и контрадикторно. И дека не е добро. Тоа мислам дека го спомнам на почетокот јасно, и меѓутоа знаете што ова сакав да ви го кажам. Значи треба да се, според мене, требаше да ја признаат историската грешка и едните и другите за 24 декември. Требаше да седнат и да кажат дека сгрешивме. И ние, сгрешивте и вие како последици и така натаму, да го заборавиме тој ден и да го фрлиме на ѓебиштето на македонската историја. Лош ден беше, постоеше опасност за судир, дури можеби според некои информации за државен преврат, превземање нелегално на собранието и така натаму. С краја да се надевам дека немало такви некои луди идеи кај некого. Меѓутоа, треба тоа да го фрлат во ѓубиштето на историјата, тоа може да го сторат само тие двете партии, односно оние кои што практично и го направија проблемот. Значи, да го оставеа и да донесат заклучоци, препораки како да се подобрат внатре во собранието, практиките и системите и процедурите кои што нема да дозволат такво нешто при носењето на особено на буџетот или на некои други важни закони. Тоа требаше да се направи. Ова сега е, како да ја кажам, продолжување на безпоштедната борба помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. И токму за тоа. Тоа е клучна причина конечно, требаше да се договорат, да распишат нови избори и на овие избори еднаш за секогаш треба да се постават програмите и парадигмите и на едната и на другата и на сите останати политички партии. И да се каже кој за што е и потоа граѓаните легално и демократски да го направиа својот избор. Се разбира претходно да не забораваме она на што инсистира СДСМ, треба да се почитува меѓутоа Борис Кондар кој е член на СДСМ, тој е претседател на ДИК, тој треба да го прочита избирачкиот список. Има премногу, како да ја кажам, премногу зла крв има во политиката во Република Македонија. Тоа исцрпување, истоштување внатре себе, ние сме мала држава, условно кажано мала. Значи, како да ја кажам, малоброен народ, мала држава, економски слаба и така натаму. Ние мораме да градиме консензуси, да лоцираме места колку што е можно повеќе каде што може да постојат, да се реализираат консензуси и договори. Само така сложно можеме да ги подобриме перформансите на оваа држава. Се друго, например, може да биде избор, може да биде излез, меѓутоа ризикот е многу голем и затоа е ова што е тука спомнато, апсолутно го поддржувам и јас постојано повикувам дека потребно е, како да ја кажам, семакедонско помирување и еден нов политички принцип на мислење и на доживување на сегашноста и на иднината на Република Македонија. Нуновски, не истече времето, ви благодарам за гостувањето. Јас ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ова беше уште една емисија Трета порта. Тема недалава беа заклучоците на комисијата за 24 декември. Коментарите и текстовите на интернет објавени за предлогот за одржување на предвремени избори
и различните толкувања на двете најголеми партии за заклучоците на комисијава. Неделава дебатиравме заедно со Тони Науновски, јас сум Сеад Ризвановиќ, а вие останете со програмата на 24 вести и следете А3 порта, чиј термин ќе биде среда после 19 часот.